Почитувани сограѓани, почитувани присутни. Денес повторно сме собрани како и секој 26 февруари во изминатите 22 години, за да обележиме уште една година од трагично заменување на човекот кој остави длабока и неизбришлива трага во историјата на нашата татковина, нашиот претседател Борис Трајковски. Неговото дело и неговата визија до ден денес остануваат светол пример за државничка одговорност, мудрост и искрена посветеност кон граѓаните и кон иднината на Македонија. Тој беше лидер кој веруваше во диалогот наместо поделбите, во единството наместо разликите и во надежта наместо стравот. Во најтешките моменти за државата, неговата смиреност и неговата длабока вера беа столбот на стабилност и охрабрување. Како втор претседател на независна Македонија, избран во 1999 година, тој ја презеде функцијата во време на сериозни предизвици, регионални тензии, економски потешкоти и внатрешни политички кризи. За време на конфликтот во 2001 година, неговата улога беше клучна во смирувањето на состојбите и во поддршката на политичкиот диалог како единствен пат кон мир и стабилност. Неговата подготвеност да разговара со сите страни, да бара компромис наместо конфронтација, ја покажа неговата вистинска државничка големина. Борис Трајковски беше човек со длабока христијанска вера, со изразена лична скромност и човечност, и покрај високата функција што извршуваше, остана близок до народот, достапен и искрен. Ние струмичени тоа најдобро го знаеме. Неговите настапи на меѓународната сцена беа достоинствени и одговорни. Тој ја представуваше државата со јасна визија за евроатлантска интеграција со стремеж кон членство во Европската унија и НАТО, и со порака дека Македонија припаѓа на семејство на демократските и миролюбливи народи. Трагичната авионска несреќа во 2004 година, во која го загуби животот, заедно со својата делегација, беше тежок удар за целата држава. Тоа не беше само загуба на претседател, туку загуба на човек кој знаеше да обединува, да смирува и да инспирира. Загуба за Македонија, загуба за неговата и наша струмица. Болката што тогаш ја почувствувавме беше заедничка, но и денес заеднички го чуваме споменот на неговото дело. Ние секогаш ќе се сеќаваме на неговата човечност, скромност и искреност, како вредности што не се мераат со функции, туку со дела што остануваат. Отовде започна неговиот пат од локалната заедница преку ангажманот во јавниот живот па се до највисоката државна функција. Тоа е доказ дека со работа, честност и знаење може да се стигне далеку без да се изгуби сопствениот идентитет и моралните принципи. Наша должност е да го чуваме тоа наследство, да ги негуваме идеалите што тој ги застапуваше и да работиме за општество како што тој посакуваше, праведно, достоинствено и обединето. Неговата принципиелност и непоколеблива верба во заедништвото се пример што не потсетува какви вредности треба да негуваме и како лидери и како граѓани. Во време кога светот повторно се соочува со предизвици, неговата порака за мир, меѓусебна почет и диалог е поактуелно од кога било. Нека неговиот спомен биде вечен, а неговиот пример патоказ за сите генерации што доаѓаат. Вечна да му е славата.